Продолжуваме со свежиот воздух на 91 МГц. Продолжуваме со оние гостувања кои што ги реализираме овде во студиото на Универзитетското радио, гостувања на декани, продекани, професори од факултетите на Универзитетот Гоце Делчев. И се надевам дека и денеска ќе биде интересно за вас, затоа што и денеска имаме уште еден гостин овде во студиото на Универзитетското радио. Денеска овде заедно со мене е деканот на Електротехничкиот факултет, професор доктор Татјана Атанасова Пачемска. Деканке, добре дојдовте овде во студиото. Благодарам, пријатно се чувствувам во оваа средина. Така, овде ќе зборуваме за вашиот факултет, нормално за Електротехничкиот факултет. Наближуваат уписите, објавен е конкурсот. Колку студенти запишувате на факултетот, на кои студиски програми? Така, значи Универзитетот Гоце Делчев, во рамките на универзитетот и нашиот факултет, веќе интензивно се подготвуваме за уписите во академската 2013-2014 година. Оваа година на Електротехничкиот факултет е предвидено да се запишат 210 редовни и околу 100 вонредни студенти. Во моментот наставата на Електротехничкиот факултет се одвиваше во два града, во Радовиш и во Штип, а оваа година согласно конкурсот објавен од страна на владата на Република Македонија, добивме и нова дисперзирана паралелка во Гевгелија. Двете насоки на кои што можат да се запишуваат студентите се системи за автоматско управување и обновливи извори на енергија. И она што може би е интересно за идните студенти е дека ние сме единствениот електротехнички факултет во Република Македонија на кој што е можно и вонредно студирање. Така, интересен податок, навистина сигурен сум дека дополнително поради тоа ќе има интерес. Што да им објасниме на оние потенцијални студенти, што изучуваат овие две насоки, системи за автоматско управување и обновливи извори на енергија, што означат практично? Убаво прашање, навистина секој пред да го избере своето идно занимање, треба добро да се информира што е она што го нудат студиските програми на факултетите. Ние имавме среќа да бидеме исто така први во Република Македонија, кои што ја препознавме потребата да образуваме кадри кои што ќе се едуцираат во областа обновливи извори на енергија. Значи, тоа е област која што се развива последните неколку децении, благодарение на потребата да се бориме за секој атом на енергија. Значи, производството на електрична енергија е предизвик на секоја земја, на секое општество. Македонија мораме да признаеме дека е енергетски сиромашна земја. Во овој момент може би и во голем дел зависиме од увоз на електрична енергија, меѓутоа за да можеме да ги надминеме тие проблеми, потребно е да се прават вложувања во делот на обновливи извори на енергија. Значи, користење на енергијата на сонцето, кое што го имаме во изобилство, на ветерот, на геотермалните води, на водните потенцијали, на отпадот, енергијата од биомаса и од аспект на потребата да го обезбедиме тоа за иднината на нашите поколенија, ние ја осмисливме и ја акредитиравме оваа студиска програма и се надевам дека ќе биде една од најинтересните на идните студенти заради тоа што овозможува само вработување. Так. Значи, студентите ќе можат сами да основаат своји компании, да се вклучат во процесот на производство на електрична енергија од овие обновливи извори, а исто така ќе можат да ги користат и поволностите кои што ги дава државата од аспект на субвенционирањето на овој тип на енергија како еколошки чиста енергија која што не ја загадува човечката околина. Втората насока, ако ми дозволите, втората насока е насоката системи за автоматско управување. Оваа насока пак е насока која што во моментот е најбарана на пазарот на трудот.
Значи, тоа е насока која што е, ајде да кажам, хибрид помеѓу електротехниката, информатиката и автоматиката. Знаете дека современите технолошки процеси во овој момент се автоматизирани. Контролата и управувањето со еден таков процес ќе го прават токму нашите идни инженерите од системи за автоматско управување. Во овој момент побарувачката на овие инженери е многу голема. Сите странски инвеститори кои што доаѓаат во Република Македонија, прво што ги интересира е постоењето на кадар од оваа област. Јас се надевам дека со развојот на индустријските зони во источниот дел на Македонија ќе се придонесе нашите студенти уште во текот на студирањето да добиваат стипендии од компаниите и веднаш да си го најдат своето место во погоните на овие идни индустријски капацитети. Така, што значи и од двете студиски програми практично идните студенти ќе се занимаваат, односно ќе водат грижа за иднината на енергијата на оваа држава на некој начин. Така. Она што сакав да ве прашаме, колку студенти имате во моментот и како сте вие задоволни лично од интересот за вашиот факултет? Во моментот на електротехничкиот факултет студираат околу 200 активни студенти. Одзивот не е масовен од аспект на тоа што сме технички факултет и од аспект на тоа што 3 години работевме само во Радовиш. Оваа година прв пат запишавме студенти на дисперзираните студии во Штип. Меѓутоа, задоволни сме од аспектот дека многу сме посветени во едукацијата на нашите студенти, така што се надевам дека нашите идни инженери ќе се покажат добро на пазарот на трудот и ќе бидат оние студенти кои што ќе го промовираат нашиот факултет во функција на изборот на идните потенцијални студенти на нивната професија. Така, генерално во државата има политика на стимулирање на младите луѓе да се запишуваат на техничките факултети. Колку ова вроди со плод конкретно кај вашиот факултет, кај електротехничкиот факултет? Забележувате ли тенденција на раст на бројот на студенти? Да, растот се зголемува секоја година. Државата овозможи други поволности, студиите на дисперзираните студии се субвенционирани, 50% ги покрива државата, 50% нашите студенти. Исто така, можностите кои што ги имаат студентите во текот на студирањето да заминат на некој од европските универзитети, исто така се големи, затоа што вообичаено студентите кои што студираат на техничките факултети многу повеќе се барани од страна на европските универзитети за сметка на студентите кои што студираат друг тип на студиски програми, односно се образуваат за други профили. Така, да им објасниме на потенцијалните студенти на кој начин се одвива наставата на електротехничкиот факултет. Наставата на електротехничкиот факултет содржи неколку компоненти. Значи имаме теоретска настава која што се одвива во современи предавални. Кадровската екипираност на факултетот е се подобра. Имаме еминентни професори кои што се врвни стручњаци во својата област. Многу од нив доаѓаат и од практиката и има многу што да им кажат на студентите и да ги поврзат теоретските со практичните знаења. Понатаму имаме аудиториски вежби, каде што се одвива еден тип на така наречена проблемска настава. Студентите ги навикнуваме да размислуваат и да решаваат проблеми. И третиот тип на настава е лабораториската настава. Се надевам дека опремувањето на лабораториите во идниот период ќе биде
наш предизвик ќе можеме да обезбедиме што е можно подобра опрема за да можат студентите и реално да ги симулираат процесите кои што се одвиваат надвор во енергетските капацитети. И нормално оној дел на практична работа, летната пракса, теренската настава. Овие денови сме актуелни по тоа што ја организиравме првата поголема теренска настава на студентите на капацитетите кои што вршат производство и пренос на енергија низ Републиката. И одзивот беше навистина голем и импресиите од нивна страна се многу големи. Така што Како се задоволни индустријските капацитети, мислам на компаниите од самите студенти? Убаво прашање. Значи секаде каде што поминавме низ капацитетите, имавме огромна чест со нас да бидат и главните менаџери на овие компании. И тие беа задоволни од активноста која што ја покажаа нашите студенти во смисол на тоа дека беа поставени многу провокативни прашања кои што навистина нудат одговори кои што можеби, ајде да кажам, и не би се дале на некое друго јавно место. Во секој случај, значи, ние можеме да се гордееме со нашите студенти и се надевам дека така ќе биде и понатаму во нивната работна кариера. И ја спомнавте таа теренска настава, колку внимание посветувате на размената на студенти? Спомнавте нешто околу размената на студенти, колкави се можностите и има се врши ли размена на студенти преку електротехничкиот факултет? Размена на студенти во кој аспект? Мислите на со други универзитети? Со други универзитети или независно, со други универзитети, дел од програмата Еразмус е тука. Електротехничкиот факултет е релативно млад технички факултет. Вие знаете дека процесот на создавање на технички факултет е долг и макотрпен процес. Размената на студенти зависи многу и од личната желба на самите студенти да посетат некој од другите универзитети. Можностите се големи, меѓутоа сметам дека треба да покажат поголема активност од аспект на тоа да се борат во апликациите за добивање на некој од стипендиите. Инаку низ компаниите кои што се од овој електроенергетски сектор во источниот дел на Македонија, ние имаме соработка, тие ги примаат нашите студенти, меѓутоа јас би сакала лично како раководител на оваа институција таа соработка да биде и поголема и подлабока во смисол да се вклучуваме и во решавањето на одредени инженерски проблеми од типот на оптимизација на процеси на производство, од типот на максимализација на приходи, намалување на трошоци и така натаму, осмислување на производствените процеси. Значи, електротехничкиот факултет стои на располагање на сите стопански субјекти кои што можат да препознаат партнер во нашата институција. Да, тоа сакав да ве прашам дали е можно студентите да се вклучат во одредени истражувања и проекти во текот на наставата. Да, секако. И тие се вклучуваат и се многу задоволни. Некако делот кој што го поминуваат на малите роботи, на компјутерите, на симулаторите е оној најинтересниот дел од наставниот процес. Така, она што веројатно многу ги интересира студентите е тоа каде можат да се вработат после завршувањето на електротехничкиот факултет. Кои се можностите? Можностите се големи. Значи, можат да работат секаде каде што има производство, пренос и дистрибуција на електрична енергија. Понатаму, во сите индустријски капацитети кои што имаат некакви процеси, технолошки процеси, секаде каде што има автоматизација и контрола на производство. Понатаму може да се вработуваат во
агенциите за енергетика, во државните институции, во сите сегменти кои што го вклучуваат за потреба кадарот кој што е произведен од овој факултет. Според вас... Исто така, многу се барани на пазарот на трудот надвор од Македонија, иако јас искрено би сакала нашите студенти да си го најдат своето место во нашата држава. Меѓутоа, границите се отворени, можностите се отворени и голем дел и заминуваат во странство. И таму се, веројатно ќе се етаблираат во познати компании странски. Така, соработувате ли со одредени со бизнис секторот во насока на прилагодување на студиските програми за потребите на пазарот на труд? Тоа е предвидено сега и со промените во Законот за високо образование. Имаме соработка, меѓутоа би сакале да го слушнеме и гласот на бизнис секторот. Значи, оставена е можноста студиските програми да се моделираат во согласност со барањата на овој сектор. Ние секогаш ќе имаме слух и таму каде што е можно, ќе правиме интервенции во помал или поголем обем. Нашата струка е менлива, технологијата постојано се менува и динамичен е процесот на креирање на предметните програми, така што секоја година им нудиме по нешто ново на студентите. Така, од минатата година запишувате и во вториот циклус на студии, на кои студиски програми? Вториот циклус на студии ни се јави како природно продолжение на првиот циклус. Во овој момент имаме акредитирано програма од автоматизација и процеси. Значи, тоа е во моментот најбараниот профил на пазарот на трудот и ние ги повикуваме нашите идни потенцијални студенти да ја погледнат оваа програма и евентуално да покажат интерес и да ни дојдат на студии на оваа студиска програма. Инаку студентите кои што завршуваат кај нас на 3 или 4 годишните студии на системи за автоматско управување некако природно продолжуваат во оваа насока. Така, како декан на овој факултет, кои се вашите видувања за тоа во која насока ќе оди развојот на самиот факултет? Може и проширување на студиските програми, нови студиски програми слично? Така, значи во овој момент размислуваме за отварање на повеќе хибридни студиски програми. Веројатно ќе акредитираме нешто од областа на електроника и телекомуникации, која што е исто така струка на 21. век. Понатаму може би нешто во менеджмент, во инженерството, не знам, може би индустријска електроенергетика. Меѓутоа, за тоа се потребни и многу други услови, техничка опременост на нашата институција, кадровска екипираност и веројатно како ќе можеме да остваруваме дел од овие барања, така ќе оди и процесот на акредитирање на нови студиски програми. Што очекувате годинава од уписите? Јас се надевам дека ќе биде интересот голем. Размислувам и ги повикувам нашите идни потенцијални студенти убаво да ги разгледаат студиските програми на електротехничкиот факултет и сепак да мислат што после завршувањето на факултетот. Значи, нашите струки се дефицитарни и ќе бидат уште долго време многу дефицитарни. Значи, скоро и да нема невработен инженер во Македонија, се надевам дека тоа ќе им биде предизвик на идните генерации да влезат во инженерските води и да станат идните електротехнички инженери. Морам да кажам дека може би процесот на едукација е малку потежок во однос на другите профили, меѓутоа времето поминато на нашиот факултет нема да биде залудно изгубено. Навистина знаењата, умењата, вештините што ќе ги стекнат тука, натаму ќе им обезбедат
иднина и на нив и на нивните семејства. Така, ви благодарам деканке многу за разговорот. Благодарам и на вас. Тоа беше разговорот со деканот на Електротехничкиот факултет професор доктор Татјана Атанасова Почемска. Ви останете на оваа фреквенција.